Почитувани граѓани, ја алармираме јавноста и надлежните институции за скандалозното, коруптивно и расипничко трошење на јавните пари на општина Карвенци, под раководство на градоначалникот од ВМРО ДПМН Виктор Паунов. Денеска го објавуваме првиот скандал, малверзации со превозот на ученици. За неполни 4 години, локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН и градоначалникот Виктор Паунов, потрошила речиси 500.000 евра за превоз на ученици во основното образование. Скандалот е во тоа што превозот се врши по цени 20 пати повисоки од реалните. Одиме поред. Нека види јавноста каков грабеж се случува во Карвенци. Превозот со јавното предпријатие Стипион на релација од село Нов Каророн до село Карвенци чини само 50 денари, дневен билет во 2 правци. Еве го тој документ кој што е официјален документ од јавното предпријатие Стипион, кој што е регистрирано за меѓуопштински превоз меѓу Карвенци и општина Штип. А во тендерот за превоз на ученици, распишан во учебната 23-24 година од општина Карвенци, превозот за едно дете дневно е плаќено по цена од 1013 денари, односно 20 пати повисока од реалната цена. Еве го тендерот кој што го спровела општина Карвенци и кој што е подпишан со економскиот оператор. За одредени релации, еве на пример од село Горни Габер до Радање, општината наплаќала цена од 1878 денари или околу 30 евра дневно, повторувам, за еден ученик на еден ден. За 30 евра истиот превозник обезбедувал превоз до Црна Гора во 2 правци. Градоначалникот годишно за еден ученик на оваа релација потрошил 332.640 денари или околу 5.000 евра, 20 пати повисоко од реалната сума. Ова е мега скандал, ова е класичен грабеж на народот од страна на градоначалникот и локалната власт предводена од ВМРО ДПМН. Овие милионски суми завршуваат во фирми блиски до ВМРО ДПМН, во што жителите на општина Карвенци почесто препознаваат класична злоупотреба на функцијата. Прашањето во чии џебове завршуваат овие средства. Почитувани, ова е слика на едно нефункционално, корумпирано, партизирано и крајно неодговорно локално владење. Наместо честна и одговорна власт, граѓаните добија корупција и расипништво. СДСМ бара сите надлежни институции да отворат постапка за основано сомнение за криминални и коруптивни дејанија во општина Карвенци. Јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција не смеат да молчат, туку да делуваат. Граѓаните заслужуваат отчетна и домакинска власт. Граѓаните заслужуваат почит и вистинска грижа, а не локална власт која гледа само да ги ограби.